Поштени гледачи, добро вечер. Петок е, 21 часот. Ова е подкаст Радар, а како што знаете, јас сум Сотир Костов. Одиме за нашата емисија. Видите сега, ова да ти биде 40-та емисија. Деца од мојот тим ми кажуват. Тоа е мал јубилеј. Па ми предвидува, а бога ми, ја не верував дека од 10-15 емисии ќе истрпам повеќе. Не било така. Не е се лошо во социјалните мрежи, а ние сме познати по тоа што и покрај информативен подкаст ние сме едукативен, а бога ми и нова политичка култура и се општа внесуваме. Кај нас нема врегање, кај нас нема ад хоминем, кај нас нема расправи и тешки и така натаму. Добро, да не должам. Нека ни е честит, нека ни се множат јубилеите, па ќе видиме до каде ќе стигнеме. Инаку една новина. Од денес објавувам дека за месец дена одиме со Радар специјал и дека внесуваме нови рубрики. Ево, за да биде интересно, првата ќе ви ја кажам, верували или не, кратка рубрика и одма вест. Али Ахмети после 25 години на политичката сцена одлучил македонското знаме да го стави во неговата канцеларија. Добро де, по наговор на странците, ама важно го ставил. Срам јарам за овие 25 години, ајде нека биде лајк, браво, за ова што го направил, го ставил македонското знаме, конечно се знае во која држава живее, а и да се знае каде го вади лебот, дека е пратеник во собранието на Република Македонија. Толку за новите рубрики. Вечера имаме негости многу специфичен, многу интересен, пред се млад, обштественик, политичар, пратеник. Мислам, во овие 40 мисии као втор пратеник поред ние, без многу да околишам, Љупчо Пренчов. Добро вечер. Добро ни дојде. Добро вечер, добро најдов. Така да ни кажеш како си. Честитки за 40-та емисија. Фала ти. Посакувам неколку нули да ставиш на таа. Немој. Четворка, зошто да не? Стар сум. Не стар, не, зошто да не. Добро, фала, благодарам. Уште една емисија, Радар специјал. Так. Може би 2 неделно да почнеш да правиш, така да ти посакувам многу успеси и многу успешни емисии, како што каже и ти, добро е да покрај она што значи политика, општество, добро се делува и едукативно на социјалните мрежи и само напред. Многу ти благодарам. Вака се, ние тука сме малку поопуштени, не се држаме многу строго формално, како од обликувањето, така и однесувањето, мада имаме граници. Љупчо, ја и ти од пред некоја година се знаеме. Немаме некоја голема траекторија на дружење и соработка, ама она што го имаме многу интересно, многу искрено, многу честно. И еве ја одлучив да те викнам, од причина да не бидеш гостин, од причина, ја и мојот тим од причина што мислам ти беше во епицентарот на едни избеднувања, а тоа е таа, ја би рекол, пуста реформа, ама не е пуста реформа, него така некои други сакаат да нарекат, до кај сме со реформата, што правиме, те некои викат ништо не сме работеле, некои викат не е така и така натаму. Тоа е едната причина. А втората причина е што мене секогаш ми се интересни млади луѓе, кои се фатиле со политика и сакаат да допринесуваат на политичката сцена за својата заедница, за локалната заедница, за локусот, за регионот, за државата. Па сега првото прашање. Ќе одиме на тие, знаеш тука, да не се многу персираме. Те молам, кажи ми, твојот интерес, твојата љубов кон општествените и политичките активности, од кога датира и како се случи ти да засекаш политиката? Датира од секогаш, практично од кога знам за мене ме интересираат секогаш повеќе општествените науки. Секогаш ми биле по-конкретни, по-добро сум се снаоѓал кога сум читал. Сум имал по-добра слика за тоа што се случувало. Секогаш сум се трудил да го гледам времето, кога нешто се случило, кога се проучува тоа нешто, за потоа се вршат квалитетни анализи од истото, а во поглед на политиката, датира некаде околу 7-8 деленија кога бев. Ако се сеќавате, тогаш ги намалија драстично цените на дневните вестници. Тогаш излегува вест, утрински, дневник беше тука, секој петок неизбежниот Фокус се продаваше и мислам дека цените беа по 10 денари, ако не се лажам. И сеќавам дека читањето на вестници беше едниот дел кон навлегување во значи дневна политика. И вториот дел беше уште од тој период целосно ги следеа збиднувањата во рамки на собранието, во рамки на пленарните расправи, во рамки на комисиските расправи кои се тогаш ги пренесуваа.
Така што и тогаш и сега сметав дека политиката и преку политиката можете највеќе да помогнете во рамки на општеството, дека во политиката и преку политиката можете највеќе да ги менувате работите, да дадете тоа што го знаете, што го умеете, целиот ваш капацитет се со цел да Република Македонија биде едно подобро место за живење, бидејќи знаете како секој треба да трне од себе. Секој треба она кое што најдобро знае да го работи, она кое што ужива додека го работи, да го подобрува, да го реформира и така ќе имаме едно подобро општество. Лјупчо, стартот не ни е лош, дури го оценувам добар од причина што, ја особено као аналитичар да ти кажам, што примитив. Гандиевски се поставуваш, значи една убава филозофија, како млад човек бараш промени, ама велиш дека треба ние да се менуваме. А Ганди рече, промената што сакаш да ја видиш, биди ти. Така да ме радува така што ме размислуваш. И сега кажи ми, какво е чувството на еден човек тука, ти имаш 40 на години. Прилика? 42. Не, и криева 42. Какво е чувство да си пратеник? Гласот на народот, те бира народот, си се охрабрил да те бира, те избрале. Комуникацијата, да ни кажеш така накратко, у твој стил. Прво, голема чест да се биде пратеник и уште поголема е одговорноста да некој вие го представувате. Република Македонија е представничка демократија во која што ние кои што сме биле на избори, кои што сме тропнале на некои врати, каде што сме имале определени ветувања, каде што сме имале практично ветувања за тоа како ќе се однесуваме во рамки на собранието, во рамки на општеството и во рамки на населението на легислативата, тоа доследно да го испочитувате. Тоа за мене е многу важно, бидејќи да бидеме реални, изминативе 35 години кога Република Македонија самостојна и суверена држава, многу политичари, тие се номинално многу помалку од другите, но се голема бројка биле недоследни во врска со своите ветувања кои што ги имале кон гласачите. Да бидеш пратен, да служиш, да некого го представуваш, нечии интереси ги представуваш и се трудиш нечиј живот да го подобриш, дали е тоа процес економски, дали е некоја реформа во пензиски систем, дали е некоја реформа во правосудниот систем, мислам дека е голема одговорност, бара многу внимание и бара целосна посветеност. Така што овие 6-та година ми е во рамки на собранието, првите 4 години бевме во опозиција, сега сме дел од управувачкото мнозинство, а различна е состојбата, но секој кој што следи може да забележи кој се бори за интересите на граѓаните, а кој наостанно гледа да помине така. Вие спомнавте еден сега на почетокот непојавен. Ува. Што гледачи, ценете од пратеник, во емисија ми дојде со мотор. Од каде љубовта и од кога љубовта кон моторите? Па дојде моторот да користам како превозно средство. Да. Јас сум од Велес, значи ама на вас велешани. Да, таму завршив. Не можам да избегам. Таму завршив. Знаеш, животна сопатничка 26 години ми е велешенка. И основно и средно и практично тоа е еден вид на лајфстайл како превозно средство моторот. Инаку првиот мотор го добив кога завршив семоделение. Мислам дека беше 16 јули. Памтиш? Памтам, да. Мотор. Браво. Беше подарок од мојот дедо, сега почиот татко на мојот татко. И беше Апен 6. Нов, ги памтам. Да, црвен. На тие паднав ја прв пат и никад не се качив на мотор. Да, јас исто тогаш практично прв пат се качив на мотор. Мислев дека тоа многу лесно да се вози, знаеш да возиш, да, знам кога се качив. Гледате дека не е баш така, но потоа се усовршив и практично го користам како превозно средство сите овие години назад. Убаво. Да. Малку се распрашував, па и ти ми потврди, голема љубов кон планинарењето. Ја како поранешен планирам ми е кеф тоа да ти кажам. Ама сега ќе те прашам нешто и те молам да бидеш искрен. Кога последен пат планинариш? Това ли? Аман. Да. Значи, спремен одговор, не спремен одговор, Сабајле. Па не, очекува да кажеш месец, два. Ама добро, тоа ти на кратка стаза го кажеш. Кратка стаза, да. Така. Ај сега вака уводот да го завршиме. Инаку сега се спремам да идам на Црнбрв на Алло ти, браво. И нема да се откажеш, планинарењето е едно од најдобрите спортови за телото, за духот, и за умот. Восток, височини и да не ти кажувам, прва лига. Така. Прва лига. Ја од 6-то одделение до 4-та година
средна школа бев планинар. И скиор. Мада за скијање не ме биваше, немав некој талент. А се вака да ми кажеш сега. Чачка, буричка, сакав ти најдам некоја афера, нешто те закачам, да те една од лева, една од десна, не успеав да најдам нешто сериозно за тебе, да ти кажам, дури и несериозно. Како успеваш политиката да обавуваш, а да немаш афери? Професионално. Професионално. Па и ова ме патосираше со еден збор, се ми каже. Професионално, максимално професионално. Видете вака. Да, повели. Во политиката, прво вие имате, она кој што го зборев првиот дел, да имате определени ветувања кон луѓе. Тоа се имиња и презимиња, тоа се луѓе кои што излегле, гласале за вас и кои што ви дале целосна поддршка и одговорноста тука е голема. Тоа е едниот дел во политика. Вториот дел во политиката е вие не можете за секое буквално прашање, секое законско решение, дали ќе биде изменување, унапредување на законско решение, некое реформско, да се консултирате со сите кои што ве изгласале и тоа ви создава уште поголема одговорност да читате, анализирате, разговарате со аналитичари, разговарате со луѓе од фелата, разговарате со луѓе кои што таа проблематика повеќе или помалку ја работеле и вие тогаш мора да имате еден сублимиран став, тој го излегувате, тој ваш став, го комуницирате со јавноста и гласате начин на кој што гласате. Тоа значи, тоа подразбира професионалност во рамки на политиката и професионалност во рамки на работата. Се она кое што е друго, кое што малкумина во политиката, а гласно се слуша, во изминатиот период го прават. Мислам дека еве ние како политичка номенклатура, овие речеме 2 години од кога ја практикуваме извршната власт, законодавната власт, зборам како политичка партија, како коалиција, а и изминатите години од 2021 година во мнозинството на локалните самоуправи, ќе видите дека скоро да нема никаква афера, бидејќи наистина уште во 2020 година, секам кога станав за прв пат пратеник, значи ветивме ми у себе дека се она што значи што е негативно за политиката ќе го менуваме во очите на јавноста, дека мораме да смениме перцепцијата за политиката, ќе работиме макотрпно и дека останите ќе дојдат. Тие доаѓаат, мислам дека даваме максимум од себе и ги подобруваме состојбите во рамки на општеството. Знаеме дека не беа добри, не се правдаме, макотрпно работиме и се надеваме дека на крајот на овој мандат ќе имаме тоа како да се пофалиме, со што да се пофалиме и тоа како ќе биде тоа и видливо и веќе голем дел од тоа е и видливо и да направиме една дискрепанца што значи политичка да се биде од 90 до 2020 и што значи политичка од оваа наша генерација. Ај сега да видиме пред да се пофалите што сте сработили овие 2 години. Да бидам искрен, се потрудив да му откраднам нешто на... Вака се прво кажа ми тие водиш не сакам научари да ставам комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците. Многу одговорно. Може би комисија во епицентарот на реформите. И вака еден преглед добив од тебе за 3 години, 24-та, 25-та, 26-та, па 3 сепарата, ама да видам искрено, ја не можам да читам. За 2 години тоа. Ја штом ќе фатам да читам, се губам и интересот ќе превесне, ама јас си направив моја анализа. Приметив дека, бидејќи на половина година дојдовте на власт 24-та година, 7 поднесени закони од влада, а претходно од министерства, во собрание донесени 7 закони. Накратко да ни кажеш за това 2024 година ја оценуваш ти успешна или не, иако бројките зборуват. Можам да зборувам, не можам да зборувам. Те ставам незгодно, ама мораш да зборуваш. Не е во незгодно. Да. Не можам да зборувам за тие пример 6 месеци. Бидејќи изборите беа во вашиот дел ти зборуваш. Да, зборувам за Комисија за политички систем. Зошто? Затоа што изборите беа во мај. Извештаите на кои што стигаат во рамки на комисијата од институциите кои што се под таа комисија стигаат во февруари. Значи првите месеци практично вие работите турбо да го завршите она кое што не можело преходно и објективни причини да се заврши бидејќи биле избори. Изборна година. Комисија за политички систем има еден куриозитет, тоа е дека јас се гордеам што имам можност да претседавам со таа комисија, затоа што таа комисија во рамки на собранието прави огромни промени и мислам дека правиме многу високи минимум стандарди за било кој следен пратенички состав. Анализи минимум кратки, али многу содржајни. Тој сектор зошто го зборувам тоа? Затоа што знаете како една од причините зошто мал број на луѓе активно следат политика со собраниски канал како јас пред многу години што сум следел, е тоа што, значи, доаѓа
во рамки на комисијата некое законско решение. Тоа е во 99% припремено од владата. Има штура дискусија, еден, двајца луѓе се јават за збор, се прибегнува кон гласање, кој е за, одлучува мнозинството и така се затвора законското решение. Многу малку луѓе имаат време да гледаат целосно што се случува во собранието и не треба да го прават тоа, бидејќи секој си има своја професија, секој се труди да заработи повеќе за своето семејство и кога ќе дојде на крајот на денот дома сака да се одмори и сака да види што навистина се случува и во општеството, и на вестите, и во рамки на собранието. Она кое што ние го правиме во комисијата, дадовме нов приоритет на работа, тоа е да секој едно законско решение кое што е важно, не само оние реформски законски решенија, но секој е важно, поважно законско решение кое што опфаќа огромен број на граѓани, ние правиме јавна расправа. Тука ме предухитри. Ја ќе те префрлам на 25-та, а ти ќе си продолжиш. Веќе имате влезени 14 реформски закони во собранието, пак преку влада, министерства и институции, усвоени 14 закони. Веќе напредувате, ама пред сите гледам јавна расправа, јавна. Ајма колку ли тие јавни расправи да ни објасниш? Обсегот колкав е, временската... Како го правиме тоа? Гледам, нигде знаменце не сте истакнале. Не, нема, тоа не. Тоа да се гордеете за тоа. Не ставаме европски знаменја. Па некој става, се, извини. Секој ден сме дискутирали, јас многу жестоко сум реагирал на таа тема. Но кој е сега пристапот? Пристапот е следен. Доаѓа законско решение, тие се крупни законски решенија, особено од областа на правосудството, од областа на обвинителството, од областа на јавната администрација и така натаму. И сега кога доаѓа некое законско решение, прво што правиме е тоа да свикуваме јавна расправа. Тоа пред да дојдат луѓето поканати за јавната расправа, јас ги повикувам. Значи, закон за административни службеници, закон за организација работа на организација на државната управа, закон за вработените во јавниот сектор, вика донесен тога и тога се да не кажувам кога, значи навистина крупни закони, ама и дати кога се донесени. Ама сега ќе ви кажам како се донесени. Продолжи. Што е важното, која е есенцијата на мојот одговор? Тоа е дека кога ќе дојде законското решение, прво свикуваме дека ќе има тој датум јавна расправа. Потоа ги повикувам луѓето кои што се од Социјалдемократскиот сојуз, од ДУИ, од другите опозициони партии и разговараме за јавната расправа. Што тоа подразбира? За прв пат секој еден експерт, професор, често пати знаат и партиски истакнат член, кој што го предлага опозицијата да дојде, да зборува во рамки на собранието, тоа се пренесува во живо на телевизија, е повикан, добре дојден да го даде својот допринос. Да. И тоа е квалитет, затоа што јас како сметам дека опозицијата секогаш треба да има повеќе време да зборува, да аргументира, да ја каже своите ставови од две причини. Првата причина нормално колку луѓе гласале за мене како пратеник, како бројка, туку гласали за колегата од опозицијата. Но, со оглед на тоа дека ние како управувачко мнозинство на крајот ја носиме практично одлуката повеќе сами и одговорноста е целосно на нас, сметам дека опозицијата треба што е можно повеќе да аргументира со цел да имаме позитивна критика да дојдеме до некое уште подобро законско решение. Сега што се случува? После секоја јавна расправа имаме оставано период за припремање и доставување на амандмани од сите. Сакам да знаете дека најчесто бројката на прифатени амандмани е двоцифрена. Тоа не е малку. Тоа е нешто незабележано во многу поразвиени, почитуваме целосно, сечи интегритет го почитуваме, сечија личност ја почитуваме и сечија добра идеја ја вреднуваме, бидејќи сметаме, како што кажав и на самиот почеток, секој треба да допринесе во рамки на својата работа, во рамки на својот делокруг на работење, да Република Македонија биде утредена една подобра држава, бидејќи дали преку политиката највеќе можеме да ги менуваме работите. И сега што се случува? Голем дел од тие законски решенија се со подршки на опозицијата. Гласаат за. Ама тоа е добро. Тоа е добро, затоа што, знаете како го велат, пред аргументите и боговите молчат, кога вие ќе го донесете законот, ќе го ставите на маса, ќе ги поканите од опозицијата, и тие да поканат луѓе, да ги, значи ништо нема европски знаменца во 12 комисија, во 6 втора комисија, ноќите на гласање. Такво нешто, кога лажат, такво нешто нема. Дека на швајцарски сте донеле, ја ги бројам експертите, бидејќи мене ме камере порано, ги бројам експертите во салата кога ќе ти ги видам, а ти заседаваш, и знам дека не ја зборуваш вистината. Ќе ви кажам еден пример ќе ви кажам. Вие сте долго време во општествениот живот, следите
аналитичар сте, така. Последен пат закон за јавно обвинителство е носен во јануари, средината на јануари 2020 година од техничка влада, во која што е бил премиер Оливер Спасовски. И сега што се случило, законов стига во собрание во некаде 11:30, во 12 се става на седница, на пладне, во 2:03 се свикува комисија, се дава една 2 паузи, во 6 повторно се изгласува и ноќта во 3 сабајле со уцени закани кон опозицијата се носи закон за јавно обвинителство со европско знаменце. Тоа е за пофал. Светски рекорд. Да. Тоа е трагедија. Тоа е оборен светски рекорд. Тоа е трагедија. Така е донесен предпоследниот закон. Сарказм. Да. Така е донесен предпоследниот закон за јавно обвинителство во 3 сабајле со уцени закани. Законот кој што помина во рамки на Комисија за политички систем, пола македонјани знае дека е донесен. Како е донесен? Дуе закон за јавно обвинителство. Јас намерно го оставив некаде околу 20 дена да биде во собрание. Секој ден пратеник да има 20 дена да го види законот. Кога седнавме, свикавме јавна расправа, поканивме експерти од Уставен суд, поканивме Врховен, од апелација, од основни судови, од висше обвинителство, од основни обвинителства, професори на факултет, адвокати, практичари, нотари. Значи преполно беше, многу часови траеше дискусијата и кога ги слушавме, секој си има своји импресии, оставив ден-два, па ги викнав од опозицијата. Повторно разговаравме, поднесов амандмани и повторно двоцифрена бројка на амандмани прифативме, бидејќи имаше многу работи кои што се логични и кои што значеа подобрување на законското решение. Потоа законот го ставаме на гласање и се гласа. И тоа е таа разлика која што мене ми е многу драго, затоа што видите вака. Многу е важно да вие како пратеник или да вие како, не знам, министер во некое министерство или професор во некој факултет. Значи, било каде што работите вашата работа, многу е важно да од вас и самата институција види ајр. Значи, тоа според мене е многу важно да оставите позитивен белег во рамки на институцијата во која што работите, земате плата и охраните вашето семејство. И тоа е третиот дел кој што исто така се трудам да го направам, а тоа е да, како што кажав, мислам дека сме на добар пат да направиме многу високи минимум стандарди за било кој пратенички состав. Власт и опозиција се менуваат, пратеници и политичари се менуваат, но принципите на донесување на одлуките од областа на правосудството, обвинителството, од областа на јавната администрација, правобранителството е тука, се ДК сектагата му е многу важно во собранието да бидат на едно по-високо ниво, на поголема инклузија на сите и е многу важно да секој еден демократијата. Тоа е демократија и многу е важно да не мислите дека вие сте моментално пратеник, имате определена функција, овластувања и дискрециони можности да донесете или промените некое законско решение, да го направите сами тоа. Вие морате да викнете фелата, практичарите, луѓе кои што 20, 30, 10 години потрошиле од својот живот во определена дејност и развивале таа дејност и навистина ја се чувствува и позитивната енергија кога тие луѓе ќе дојдат и своето знаење ќе го кажат, ќе искритикуваат за нешто, друго нешто ќе не пофалат, но мислам дека така треба да функционира како држава во следниот период. Па мислам дека добро мислиш да ти кажам. Ајде сега вака, одиме 26-та година. Ајде. Сум избројал од мноштвото закони, сум одвоил 11 влезени во собрание до влада, министерство и институции, 9 усвоени, ама видов и една група за мене новитет, 8 од пратеници, 5 усвоени. Група, различни групи на пратеници. Да. Сега, би те замолил за коментар одвоен. Првото, пак успешно, 3-та година поред, а второто, као да и некој нов квалитет ми внесувате во работата, по-ангажиран пратеник, не зборуваме само дневници, она што е најнормално да се земе, ама зборуваме и за активен пратеник кој создава законски решенија. Да. Да ми кажеш тоа како успевате покрај сета гужва што ја имате во секојдневниот живот. Тоа беше и е и ќе продолжи да биде нов квалитет во работата на оваа политичка номенклатура. Зошто? Например, беше многу чудно во 24-та, па и во 25-та некаде, и на колегите од СДСМ им беше чудно, па и на некои од... Се обидува да ви критикуваат. Да, се обидуваа во тој период да не критикуваат, сега веќе не го прават тоа, бидејќи сватија дека, видите луѓе,
ако вие како пратеник сте превземале одговорност кон некоја целна група, ако вие како пратеничка група и нивни имења како да прочитав тука. Да. Има некој од опозицијата. Има. Потоа се обидува што е добро, тој позитивен пример наш да го ископираат и кај нив. И тоа е добро. Да го штанцат. Ама ако тоа е добро, тоа е добро. Се што ќе преземеш од било кого, дали е политички ривал, а носи бенефит, а е позитивно за општеството, за државата, за демократијата, според мене е добро. И тогаш јас на неколку интервјуа така со дебати се извинувам со колеги од СДС ми објаснував луѓе, ако јас сум преземал некои обврски и ако ние како пратеничка група сме рекле и сме разговарале со некоја целна група дека доколку ние дајте да вербате дојме на власт, ова законско решение ќе го направиме така што вие ќе имате поголем бенефит, бидејќи ние сме убедени дека тоа е така и тоа знаеме дека е добро, ние тоа ќе го изготвиме законско решение, ќе му го предложиме на пленумот, ќе го дискутираме и ќе го донесеме. Бидејќи изминете нас не е тоа работа. Собранието има две крупни работи. Првото е законодавната, носење на закони, и второто е надзорната, бидејќи на сите институции во државата да, беше запоставена, но сите институции во државата, почнувајќи од претседателот на државата, па до било која друга институција, собранието тоа е кое што им носи буџет, ставки, определува и одговорноста во собранието е најголема. Сепак, да. независно од перцепциите, кои се трудиме да ги менуваме на подобно на јавноста, собранието е највисоката правно-политичка институција во рамки на системот на државата. Бидејќи само во собранието, за разлика од било која друга институција, се представени сите различности во општеството, и политички, и од секаков идеолошки. Ама, тука кажувате квалитет малку повисока изводливост, повисок квалитет на вашата изводливост во основната работа и малку им давате до знање на извршната власт. Па ако сакаш и на судската, дека полека си се враќа законодавната власт во позицијата што треба да ја. Максимално. Ја така го сваѓам тоа. И така и тоа ни е целта. И тоа ни е целта. Ајде сега овој дел да го заклучиме. Една контрадикција. Од Марта Кос, фон дер Лајен, од овој португалецов, председателот на Кошта, на парламентот на ЕУ, до не знам кој добронамерни што доваѓаше минативе 3 месеца, сите кажува позитивно, некои и квантитативно велеат 90%, иако ја преризачунав само на овие закони е 95%, да те кажам. Ама да не претеруваме. Над 90% не се во право формално. Значи, околу 90% извршена агендата реформска, пофални зборови, позитивна енергија, исправен пат кон Брисел, и тоа е за пофал. Ама, те молам, од друга страна, почитуваниот Филипче, СДС, ДУИ, Левица, ништо не сте работеле, малтене вие сте го преспале овој период, ја сакам да зборувам и за овие 2 години, значи не само за оваа година, и дека вие ништо не сте сработиле. Сега, ги покажавме бројките и законите овие што твојот сектор, тоест вашиот сектор го направиле и јас стојам и за тоа, а и ти стоиш за тоа. На крајот на краиштата некој ве контролирал во Европската Унија, има цел еден механизам што вие ставаат рамката и гледат изводливоста колкава вие. Што правиме сега ние со нашата јавност како нашата опозиција, а и не сите, ама најголем дел, ја мамат. Како на тоа гледаш ти како за мене сепак млад човек, и дали мислиш дека е тоа конструктивна опозиција и дали со тоа доноса бенефити на опозицијата, или ја мислам оди уште подобро? Прво, би сакал да кажеме што е реалноста, што е вистината, и не тоа што јас мислам или што било кој друг мисли функционира во државата или надвор од државата. Ја би сакал да видиме кои се аргументите на пишано. Има 5 држави на Западен Балкан плюс нас кои што сме кандидати за влез во Европската Унија. Европската Унија имаше еден план за раст во кој што тие имаат точно детерминирано која држава, кои и се приоритетите што треба да ги направи во рамки на легислативата со цел подобрување на правосудниот систем, општата легислатива, општествените текови, економијата, секаде е различно како што треба. И сега
Тоа е практично вид на домашна задача. И тие велат, добро, сега вие имате определен таргет, и ние ќе ве проверуваме на толку и толку месеци, доколку работите одат добро, вие добивате кредитни линии, во кои што најголем дел се меки кредити, но голем дел се и грантови, неповратни средства, бидејќи милиони евра некој ви поклонува од парите кои што ги плаќаат деночните обврзници во Европската унија, некој ви поклонува вас така. Сега што е суштината? Аргументот е следен. И лани во март и два пати оваа година Република Македонија за прв пат е држава лидер во правење на реформи. Република Македонија за прв пат е држава која што има добиено највеќе милиони евра од страна на Европската унија, а една од помалите држави по број на жители, испоредба и со Србија, па и со Босна и Херцеговина, и со Албанија, не сме која што релативно помала број на жители. Сакам да кажам дека едноставно разликата помеѓу политиките на Венко Филипче и менторот Заев и нашите политики е следно. Ние велиме вака, ќе работиме, ќе правиме јавни расправи, ќе разговараме со секого, ќе носиме законски решенија, ќе правиме реформи, се треба многу работа, ќе се откажеме од приватен живот, ќе се откажеме од многу работи, бидејќи ние сме стиснали рака со граѓаните дека ќе се трудиме секој ден Република Македонија да биде чекор понапред, онаму каде што треба, тоа е во Брисел. И ние таа макотрпна работа со која што со задоволство си ја вршиме, ја вршиме на тој начин што 3 пати поред Република Македонија е позитивен пример и лидер во регионот. Сега. Како до сега што го велиме, тоа е многу интересно, до 2024 година и исто Европска унија имаше барања кон нас, ние бевме држава последна, пари добивавме или ич, или најмалку од сите, и најлесно беше да зборуваме како да направиме отстапки во рамки на устав, да направиме отстапки во рамки на национални прашања, со цел да бидеме барем колку толку атрактивни кога разговараме со Брисел. И тоа се двата различни концепти. Првиот концепт е многу работиме, сакаме секој ден повеќе да сработиме, да бидеме поблиску до Брисел, да бидеме повеќе пари, тие пари дојдат во економијата, не 5 сега 6 автопатишта градиме паралелно во Република Македонија, но не правиме отстапки на сметка на следни генерации. И вториот концепт беше од телевизија на телевизија, од кафеана до кафеана, од мало до мало да разговараме како треба да направиме некоја отстапка со цел да имаме било каков разговор во Брисел. Тие се двата концепти за кои што граѓаните се одлучија да му дадат поддршка на првиот концепт. Сето тоа друго ќе слушате не работат, како не работиме кога 3 пати ги добиваме парите. Не носат закони, како не ги носиме законите кога пола и вие сте ги поддржале како законски решенија. Сега го поддржаа за парнична постапка, тоа е огромен закон. Го поддржаа законот, они бидејќи не можеа да му најдат мана. Дојдоа ми рекоа, имаме тука 2-3 работи кои сметаме дека да бидат подобри, кои се тие 2-3 работи, тие добро, не е проблем, ќе разговараме, ете ги прифативме, го поддржаа. Сакам да кажам дека како ќе се однесува опозицијата е избор на опозицијата. На неизиниот мајндсет. Ние немаме избор. Наш императив е секој ден да грабаме напред. Ќе има многу критики, како што има многу критики. Ќе има многу лаги, како што има многу лаги. Ќе има многу лажни обвинувања, како што има лажни обвинувања, но ние сме непоколебливи во тоа да одиме напред. И да истрпиме, да донесеме повеќе средства, да градиме повеќе автопати, да градиме повеќе инфраструктура. Ќе има и проблеми, свесни сме, ќе има и предизвици, свесни сме, ќе ги решаваме и јас пак на крајот на денот Сотир не би го потценил народот кој што сметам дека колегата Филипче го потценува, бидејќи прво не можете да играте на кратка меморија. Како го викам, неговото величество, народот избирачот. Значи не можете да играте на кратка меморија, тоа е првиот дел. И вториот дел. Не можете да се надевате или да си мислите дека сега сме ние 93-4, во која што има една телевизија,
работи до 8 на вечер, после тоа веќе нема телевизија, портали има 0, вестници има 2, ама се многу скапи, никој не ги купува, и вие да очекувате дека луѓево не знаат, па вие ќе му сервирате преку национално. Не, така е веќе. Сега веќе имаме подкасти, секоја пресконференција е во живо и вие мора да имате искрен пристап со секој еден, дали гласал на избори или не гласал, дали гласал за вас или против вас, независно. Вие мора да имате чесен пристап, бидејќи на крајот на денот власта има најголемата одговорност за тоа каде се движи државата. Така е. Ја знаеш кога видов дека ќе се разликувате драстично од претходната власт, кога го симна постмониторингот. Тоа се кажува. Тоа беше. Тоа се кажува. На човек искусен аналитичар, мене ми беше јасно. Значи тоа, веќе ти си го положил испитот или полнолетен си станал. Кажано со народски јазик. Вака, тоа е многу голема работа. Зошто? Затоа што Малкумина тоа го следат и нормално е, но сакам да го истакнам. Да, ма ние по искусници знаеме што значи. Да. Многу држави кои што не само што се членки на Европската унија, туку влегоа и во Шенген зоната во рамки на Европската унија, беа до пред неколку месеци. Па веќе доносе. Добро, исполнувам. Бугарија, Румунија, доносе. И сега видите вака, мислам дека има многу теми на кои што ние треба и мора да се ги судриме копијата со опозицијата, бидејќи ама и тоа е демократија. Затоа постојат власти и опозиција. Вие во рамки едно семејство не размислувате сте исто, не па во рамки на општеството. И јас поддржувам дебати со опозицијата, но сметам дека темите мораме да ги бираме малку поумесно. Сега, што сакам да кажам, ако имаме време да го... Ајде, повели. Ако вас Совет на Европа, тоа е најголемата и најстарата мултилатерална организација на европскиот континент во која што членуваат сите. И што се членки на ЕУ и што не се членки на Европска унија. Од цел континент, има и други од другите континенти кои што се набљудувачи. И сега, кога тие велат, Македонија има стабилни институции. Македонија има зрела институции кои што можат да ги гарантираат општествените процеси. Тука се мисли на изборен процес, на економски процеси, тука се мисли на секој процес кој што значи водење на држава. Демократските процеси напреднати. Штом вие повеќе не сте во мониторинг, како што ние не сме, значи дека тотално вие сте имате развиено систем кој што не би можело да се наруши, и тоа не сте веќе под мониторинг. И сега, кога тоа ви го признава Европа и светот, вие како опозиција да излезете и да го критикувате и да кажете не бива, за мене тоа е па молим ле. За мене тоа е опозиција. Не е тема, не е тема за ние можеме да разговараме за даночна политика. Ние можеме да разговараме за здравствена политика. Ние можеме да разговараме за социјална политика. Ние можеме да разговараме како до креирање на поефикасни јавни политики. Но не можеме ние сами себе се деградираме, бидејќи сме опозиција и сме онаму каде што народот не исплатил, а не некој друг, дека државата не ја бива, кога оние кои што не оценуваат и даваат милиони од нивните даночни обврзници, велат секоја чест. Ова го баравме од Македонија и за прв пат. Ај ти сега да разговараме за една друга работа. Ајде. Изборниот законник. Не помина, намерно не помина од нив, намерна кочански ќе кажам сопка ставена, фортификацијска пречка, ама не на сакајќи зло да нанесат на ВМРО, тие штета нанесува на демократските процеси и поточно реформските процеси на Република Македонија. Бидејќи си внатре, ти си ин, јас сум ауто од надвор, ја поинаку гледам на тоа, те молам накратко да го кажеш, прво, требаше ли да се случи тоа, зошто се случи и не ли тоа малку зли намери, ја ќе видам послободен од тебе, ти не верувам ти толку така да ги степенуваш, ама тоа се малку зли намери. Основниот закон на демократијата е тоа. Пред да одговорам, ќе кажам вака едно моје лично мислење. Ајде, слободно. А тоа е дека како тргнала работава и како оди поддршката на за сега се уште најголемата опозициона партија за некои следни во многу скоро време изборни циклуси, тие нема да бидат во тие 45% кои што се сега за рекламирање, туку ќе бидат оние кои што се надвор од тие. Тоа е моје преведување, бидејќи видите, ние предложивме многу фер. Ние рековме, добро, колку пратеници вие имате
Секоја политичка партија има определен број на пратеници и тука прво пред да продолжам сакам да кажем на работа, тоа би јасно на сите. Не разговараме за пари. Бидејќи толку многу го извулгаризира целиот овој процес, свесно го извулгаризира, ние разговараме за пари. Никој не разговара за пари. Па слушам милиони се во прашање, не е точно. Ние разговараме за минутажа во медиумите. Пред се зборувам за 5 големи телевизии. Да. Тука се најголемите национална фреквенција. Значи, ниту една политичка партија, не добива пари на својата сметка. Па сега некој да зборува за пари, Што се плаќа? се води тоа, државата со медиумите си има работа, партијата ДИК практично и медиум. Така е, партијата практично, па ДИК како олицетворение на државата во рамки на изборниот процес, бидејќи таа институција која што ги спроведува изборите. Партиите практично се трнати целосно на страна и тие ги интересира само секундите кои што ги добиваат на телевизиите. Тоа е целата сопка околу изборниот закон. Сето тоа друго што се зборува, милиони, они сега штитат не знам кои интереси, нема никакви интереси, разговараме за тоа. Ние сметаме дека секој треба да се рекламира и дека секој заслужува место во медиумите, тие тоа го одбија и еден ден тие ќе бидат на онаа страна која што ќе нема место во медиумите, бидејќи не сум сигурен дека ќе имаат се уште ќе имаат позицијата на најголема опозициона партија, тоа е пака моје лично размислување. Во поглед на изборниот законник, тој исто така е во Комисијата за политички систем. Јас свикав седница, уредно. Ќе се усвои, ката, ќе се усвои. Уредно свикав седница. Нема демократија без него. Донесоа некаде околу 15.000 амандмани. Ги поднесоа, мислам дека службите ми информираа сега пред 2 дена дека уште ги архивираат, бидејќи луѓето имаат и друга работа во собранието, не само да архивираат илјадници. Многу читаат западна литература. Па добро сега, тоа е нивно демократско право, но нема право да лажат јавноста и да манипулираат јавноста. Например, се зборуваше за една изборна единица, како ВМРО ДПМН коалицијата не сака една изборна единица. Вистината е дека прашањето за една изборна единица ние го отворивме кога бевме во опозиција уште. Да. И рековме, еве, свикавме комисија, беа и координаторите, излезат од нашата пратеничка група, координатор Мицевски кажа, ние, пратеничката група на ВМРО ДПМН коалицијата, сме за една изборна единица, еве го менуваме законот, да се договориме дали ќе биде 3, 4, 2,5, 5% прагот, како што е секаде во регионот и во Европа, ајде да го направиме тоа. Тогаш оние кои што сега велат дека сакаат една изборна единица, Социјалдемократскиот сојуз молча, една помала политичка партија ја снема во рамки на таа комисија, а од ДУИ и од тогашната алијанса беа против. Да, и јавноста треба да знае дека изборниот законник не е закон кој што вие можете да го донесете по пат на гласување. Изборниот законник е закон кој што се носи со консензус. И затоа во јавноста не се знаеше дали ќе имаме нов изборен законник или ќе имаме измени во изборниот законник. Во интерес на гледачите, доколку се под 30% измените од законот, се вели измени, ако правите измени над 30%, е нов закон. И вие не можете да кажете што ќе се случи. Зошто? Бидејќи ако повеќе политички партии, сите односно политички партии, не се согласат околу еден член дека треба да изгледа така, автоматски тој член се оди понатаму и останува истиот постаро. И тоа е вистината. Сега, има политички партии кои што бараат 3 изборни единици. Има политички партии кои што бараат 8 изборни единици. Преку сите ни фали Ахмет изборува и ДУИ. И едноставно, за да не види работа. Во ред, но тогаш излезете и кажете Али Ахмети е човекот кој што кочи, ајде да видиме што ќе правиме во рамки на собранието. Многу е нечесно да обвините ВМРО ДПМН и управувачкото мнозинство дека нешто кочи кога нас во програма ни е напишано се залагаме за една изборна единица и сме единствената политичка партија која што го поднела како закон во рамки на собранието. И сега Али Ахмети вика 5% видиме како ќе биде. 5%, знаеш колку е тоа? Сме правили симулации. Да, он бараше 5%, мислам, или повеќе беа од вкупниот број на гласачи. Тоа како ништо да не се смени. Некаде околу 1.900.000 се тие. Така што мене ми е жал, наистина ми е жал што колегата Филипче не се надмина себе си и оние
дневно политички прес-конференции и чудни соопштенија кои што ги пуштат до 9 савајле во интерес на државата и во интерес на демократските процеси. И јас пак ќе ви кажам, мислам дека за многу кратко време ќе бидат на другата страна каде што тогаш ќе видиме Тражили се гледајте. Да. Заборава дека беа гледајте. пета партија во Скопје на локалните избори. Падна многу. Заборава дека тогаш наваму ништо не прават што би ги ватило барем четврта партија да бидат. Нивна работа е, но пак ќе кажам, за сликата да биде комплетна, вие мора да имате силна власт, силна опозиција во рамки на собранието, кое што ќе биде, ќе ви кажав, во кое што ќе разговараме за креирање на политики. Ама кога се работи за, ако вели целиот свет дека сме на прав пат, вие да видите не чини работата. Во поглед на надворешна политика, се во разликува. поглед, ние мораме да имаме ист став и јас се надевам, се надевам дека и следниот период до крајот на овој мандат, како што ЗОВА почна да го применуваат нашиот модел на предлагање и активности, и ќе се админат себе си и овој дел ќе го Па добро, ќе го надежта поправиме. последно умира. Бидејќи мора да ни биде императив да демократијата оди чекор понатаму. Ајде привршуваме со областа која ми е најтенка, која обично ја избегнувам, ама се уште е жешко. Ребалансот на буџетот, во теке, имали повуци потегли, најнормална работа сака да ја представат дека тоа е најголемата лоша работа што во моментот ВМРО прави. Нема држава што не прави ребаланс на буџет. Некој прати по 3-4 пати во годината, те можам да ни кажеш до кај сте. Па од понеделник почнува расправата на пленарна. Инаку за интерес на јавноста, значи буџетот е доставен до собранието пред повеќе од 3 недели. Тој седи извесен период да секој еден патник се запознае со него, потоа има 10-дневна комисиска расправа во рамки на буџетот, каде што имавме овој пат 3 дена општа расправа за буџетот, а 7 дена имавме амандманска расправа, каде што ги разговаравме амандманите поднесени од различни овластени предлагачи. Потоа тој се враќа во владата, тој е вратен во владата измените кои што сме ги прифатили амандманите како собрание на опозицијата ги вградува во рамки на буџетот, повторно тоа поминува на обводина седница, повторно се враќа во рамки на собранието и сега од понеделник имаме до 5 дена дискусија и после 5 ден мора да се изгласа, бидејќи усвојањето на буџетот е регулирано и во рамки на деловникот кој што е сега Жан Моне. Најнормален буџет не е најнормален буџет, зошто? Затоа што во досегашните буџети од принципот како до сега што беше се случуваше, знаете, често пати ние зборуваме за капитални инвестиции, а тоа подразбира да градите инфраструктура, да градите училишта, да градите канализации, да градите водоводи, да. Велеа, ние даваме толку пари, гледате, вие милиони во буџет и после сваќате дека уствари дотациите до ЕСАМа кои што ги плакала државата ги рачунаат за капитални инвестиции, што гледате дека гледате само на хартија тоа да помине. Она кое што беше многу интересно овој буџет е тоа поведението на еден од главните критичари на економската политика на владата. Јас го велам велепниот економист од страна на Социјалдемократскиот сојуз, Битиџи. Подпредседателот тогаш. И многу беше интересно тоа што знае се сеќавате, со денови ја повикуваше министерката да дојде во собрание, па дека бегала министерката, па он имал прашања да ја постави, нејзија немало, а жената имаше пратенички прашања и пушти писмо дека е на службен пат некаде во Светска банка, во Мигарен фот, не знам точно каде беше. И сега тоа се користи и добро, поминаат тие пресконференции, собра можеби, мислам дека не собра политички поени. Дојде министерката, 2 дена седи. И што правиш? Патмир го нема. Еве тука е министеркава, стани, постави ги прашањата. Ова ми промакнало. Да, тоа ви промакнало и потоа чекаше еден ден да ја нема министерката и тогаш излезе да говори, што вака ви ја кажува со еден пример, може да видите што се случува, добро е со буџетот. Тоа е лицемерие се вика. Еве нека проценува. Ја кажувам фактичка состојба каква е, а сега ќе си процени што е. Добро е тоа што градиме 6 автопат. Сега почна Блаце, нека Ирлија паралелно. За разлика од како до сега, кога немаше во буџет 200 милиони, а Бехтил Ленка практично не беа никаде, ништо немаше раскопано. Денес ако тренете за Охрид, ќе видите дека веќе се дигнати и прилеп, односно се извинувам,
Тетово гостивар веќе се гради од страните, тоа веќе се постила тампонот, веќе од гостивар према Букојчани се направени мостовите, веќе се трасира патот на стража. Многу не чепкав на таа област, бидејќи претходно коридорот 10 Д веќе биле битоле. И тоа е добро, сега и Блаце почнува, значи добро е, тоа е добро да се гради автопатишта, бидејќи инфраструктурата е артеријата на економијата. Ако имате ви добра инфраструктура, тоа немате ништо. Тоа е замаецот, што би се рекол. Да. Ја предлагам тука некаде да привршуваме, да ти кажам, Лјупчо, да биде интересно ова што го зборевме, да не претераме. Ја лично сум задоволен за ова што го зборевме. Пред да се поздравиме и да затвориме емисијата, втората рубрика ќе ја најавам, нема така да изгледа кратко, ама ја само ќе ја најавам. Втората рубрика во специјал радар ќе биде што ако. Неколку точки. Ќе дадам пример. Што ако Венко Филипче одлучи конечно да се откажи од слушање на диктатот и негово спроведување на бугарите и негово спроведување во Република Македонија и безочно залагање за влез на бугарите во Уставот на Република Македонија? Што ако? Што би се случило? Па лично мислам ќе се случи обединување на политичките фактори, субјекти во Република Македонија за националните и државните интереси. Ајде, господине Филипче, да видиме, вие сте на потек, дали размислувате за националните и државните интереси на Република Македонија или сте само за дневна политика? Значи, што ако? Лјупчо, некои книжулиња имаме, Вселена на брендови, толковник, брендинг, advertising, public relation, а во следна прилика ќе се ги давам и другите, тие ми се истрошени, веќе се во нарачка за печатење. Едната е многу интересна, политичката партија како бренд концепт. Ти како се уште млад, надежен, перспективен лидер, мислам дека ќе ти послужи во твојата активност. Тамо даваме едни нови методи на действување на политичката и на обществената сцена во Република Македонија. Благодарам. Јас да ти заблагодарам тебе на учеството. Мене ми беше задоволство со млад човек вака спонтано да разговараме. Ти посакувам своите животни и работни цели да си ги оствариш, да си вака позитивен, надежта никој пат да не ја губиш и да завршам со оно што ти почна, промените да ги истераш до крај, онолку колку имаш енергија, онолку колку ќе се искоординирате во партијата, во коалицијата, во власта и при тоа да бидете успешни на планот на реализирање на национални и државни интереси на Република Македонија. Моите поздрави кон тебе. Благодарам многу на поканата. Штини гледачи, тоа беше 40-та емисија Подкаст Радар. За вечерва ги завршивме прашањата. Се гледаме следната недела. Довидување.